Неголемата опасност за ширење на африканската чума доаѓа од несовесните одгледувачи, констатира Агенцијата за храна и ветеринарство. Ако се прекрашат безбедносните мерки, некои од нив можат да се соочат и со казна затвор во траење од 3 години. Пробуваат да префрлаат животни од едно одгледувалиште, од едно населено место на друго, па со тоа уште повеќе опасноста за ширење на болеста се зголемува. Значи апелирам до сите. Ве молам, спроведете ги биосигурносните мерки, почитувајќи ги одлуките и решенијата кои што ги доноси агенцијата за побрзо да се справиме со ова навистина во свињарството мощна опасна болест. До сега од првиот регистриран случај на африканска чума на 6 јануари во Делчевското село Драмче, со депопулација се опфатени на 3000 свињи. До вчера имаме уништено се заедно депопулација и еутанизирани 3103 животни. Депопулацијата во Делчевскиот регион се заврше и сите одгледувачи на свињи се обештетени. Во новиве случаеви, овие дена ги работиме од првите случаеви, значи хронолошки мораме да постапуваме, од првите случаеви на еутаназија, одземање и нештетно отстранување на животните, па до последниот случај, исто во наредниот период ќе бидат обештетени. За товеници од 80 до 100 килограми висината на обештетувањето е 120 денари, со тоа што 70 денари плаќа агенцијата, а 50 државата. Од агенцијата се децидни дека ниту едно одгледувалиште не смее да биде под стандардите за безбедност. Да си го осовремени своето одгледувалиште и да дојди во одгледувалиште со низок ризик. Па дали таму ќе одгледува помал или поголем број за сопствени потреби или за комерцијални цели, ние сме демократска држава, изборот е нивни. Во Македонија има околу 3000 одгледувалиште на свињи во кои се одгледуваат околу 186.000 примероци. Бизнисот со одгледување и продажба на свињи и свинско месо има обрат од околу 180 милиони евра, а за сега сите домашни потреби за свинско месо се покриваат од домашно производство.